Почитувани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z. Денес интервју ќе водиме со Владимир Владимиров, политички аналитичар од Република Бугарија, односно живее во Софија, околу македонското прашање помеѓу Бугарија и Македонија. Инаку, јас се заинтересирав за Владимир, бидејќи многу убаво и течно го зборува македонскиот јазик, а живее во Софија. Владимир, добар ден и добре дојавте на брановите на македонската радио програма. Добар ден на вас, на вашите гледачи, слушатели и поздрав до далечна Австралија. Да, ви благодарам многу што се одваживте да одговарате на моите прашања за нас македонците овде, па и по широката јавност, бидејќи ќе биде емитувано, еви сега одиме на Фејсбукот, па и на YouTube ќе одиме. Како што спомнав во самиот воведен дел, многу течно го зборувате македонскиот јазик. Каде го научивте? Како да ви кажам, вака јас природно многу едноставно учам јазици и тоа е дел од мојата суштина, така да бидејќи секојдневно пратам некои македонски емисии, некои мои пријатели од Македонија и така да со време се научив, а и втора работа, бугарскиот и македонскиот јазик не се толку далечни и се само тие два јазици во словенскиот свет кои немат падежи. Така да, мислам, на овај начин се деси сето ова. Да, бидејќи спомнавте дека се слични и немаат падежи, но сепак Бугарија не го признава македонскиот јазик официјално. Ова е многу интересен дел, бидејќи многу се збори околу ова признава, не признава, а јас како бугарски државјанин, ако некој од Турција или Грција ми каже дека не признава мојот јазик, ова ќе доведе кај мене само смев, ништо повеќе. Бидејќи има држава која денеска се вика Северна Македонија, таа се има официјален јазик, тоа е македонскиот јазик, има на повеќе места во Европа, да кажеме, во некои универзитети се изучува во катедрите за словенски јазици, македонскиот јазик, така да ова, мислам, е прашање кое е само прави и ствара проблеми измеѓу двете држави и таа е една малце застарена и чудна позиција на Бугарија, демек признаваме државата, кој беше многу голем чин, Бугарија прво во светот ја признава Македонија, не само тоа, тогашниот председател Желју Желев и министерот за надворешни работи Стојан Ганев, кој подоцна беше и председател на собранието на Обединените нации, направија некои големи чекори, големи разговори. Подоцна Бугарија убеди и Турција и Русија како некои поголеми меѓународни фактори да ја признајат Македонија под уставното име, и јас, мојата теза и има доволно докази за ова ја спаси Македонија од учество во војните во екс-Југославија, така да и тогаш се одлучи една чудна, никаква одлука, ни лево, ни десно, како да ви кажам, признавам држава, не признавам или признавам на јазикот на државата, ама нема и до сега храброст кај бугарските политичари еднаш за сегаш да одлучиме за ова прашање и да одиме напред кон иднината и кон реалност. Да, меѓутоа тие не признаваат ни македонци, ни македонски народ. Ова не е вистина, тука не се сложувам со вас. Бугарија признава Македонија и тука нема никакво прашање за народ и така натаму. Што значи, јас не разбирам што значи некој да ме признава мене. Ова видите, има тука... Тие се меѓународни, но затоа се и државите, затоа се и на нациите создадени во светот, заради идентитетот и постоењето, посебноста на еден народ. Се разбира, само државите признават постоењето на држава, не на... Значи, Бугарија има признато постоењето на Македонија,
Бугарија има потврдено во парламентот членството на Македонија во НАТО, така да ови се официјални документи. Нема таков документ во кој пишува дека не постои македонски народ. Ова е разговор измеѓу патриотите на Водици во Бугарија и во Македонија, кои на штета на своите држави прават политика и прават проценти за нивните партии. Ова не е патриотски чин, ова е збориме како да сме на фудбален меч, значи од двете страни, ние ве мразиме, вие и така натаму. Ова не е разговор измеѓу држави, не е сериозно вака да се збори. Владимир, сепак тие се доаѓаат од актуелните власти на Бугарија и оние уште од Желјо Желев, што рече, и пред тоа Бугарија не признава македонци и македонски народ, не признава македонско малцинство во Бугарија. Тука има едно многу клучно прашање и би сакал да поразговараме малку околу ова. И пред емисијата отворивме прашањето. Значи, во Бугарија има неколку стотин луѓе, некои од нив ги познавам, претежно се во Пиринскиот дел на Бугарија, така да кажеме, Благоевград и селата околу него, кои тврдат, и не само тврдат, а и се усеќаат како македонци во вашата смисла. Така, значи, се дел од македонскиот народ. Уставот, односно Конституцијата на Република Бугарија, признава само индивидуални права. Не признава нити групови, нити религиозни, нити, значи можеш да добиеш сите права како поединец. За разлика од уставот на Северна Македонија, кој признава права на одредени заедници, така? Значи, тие луѓе и нивните, да кажеме, лидери на некој начин, луѓето кои ги представуваат, многу повеќе пати имат учество во избори во Бугарија. Значи, учествуваат за градоначалници, за општински совет и така натаму. И тоа покажува дека како поединци немат проблем. Проблемот им е дека не сакат да го почитуваат уставот на матичната им држава. И тука доаѓаат некои адвокати од Скопје и им велат, вие морате на тој начин, бугарскиот суд нема да прекрши бугарскиот устав и да регистрира здружение во кој има географска одредница. Македонска, грчка, турска, финска, австралиска, ова не е дозволено. Значи, австралиска заедница во Бугарија не може да регистрирате. Не може да регистрирате турска, бидејќи секој седми граѓанин на Бугарија е од турско потекло. И турската партија не се вика турска партија во Бугарија, се вика Движење за права и слободи. И е регистрирана у бугарскиот закон. Дока и македонците од Пирин инсистират да се регистрират како македонско здружение, ова ќе биде секој пат одбиено. Кога сакат да регистрират здружение за демократски права, одма ќе добијат регистрација. Тоа е многу едноставно и не знам зашто тие луѓе 30 години си трошат главата на едно исто место. Многу едноставно. Бараат човековите права за кои што нормално ја уживат сите човекови права. Па јас може сум бил најмалку 20 на 30 пати во Пиринска Македонија, не се стотина македонци, меѓутоа сум бил и по селата, сум бил во Сандански, Благоевград, во Гоце Делчев, на многу места сум бил, сум правил интервјуа. Луѓето кажуваат маките, страдањата, затворите. И сега кога имаја обид да... Сега кажувате дека некој бил затворен о демократска Бугарија зошто бил македонец? Да. Сега, после 90-те години. Затоа има и 14 пресуди во Страсбург. Не, да се разбереме, после 89-та година нема некој политички затвореник во Бугарија на било кој начин. Дали бил македонец или некој друг, таков случај не постои. Имаше кога се регистрираше партијата во пред неколку години. Јас
бев таму и имаше затворени луѓе и кои ги испитуваа полициите еден по еден во затворите, во притворите. Значи, меѓу затвор и притвор има голема разлика. Јас познавам исто така многу луѓе од Македонија кои заради бугарска свест биле у притвор. Тоа се лоши пракси на властите, се плашат на некој начин, демек ако ова се деси крај и завршува држава, тоа не е сериозно 21 век. Ама јас тврдам дека бидејќи овие луѓе учествуваат на избори во Бугарија, тоа докажува на некој начин дека имат сите граѓански права. Добро, имаат тие сите граѓански права, меѓутоа не можат да се кажат дека се македонци. Во тоа е Можат, никој не им спречува како поединици да кажуваат било што. И ви објаснив, мислам, добро кој е проблемот. И тоа нема да се промени, Бугарија нема да промени својот устав. Значи, А зошто бара да го смениме уставот ние во Република Македонија? Зошто македонскиот устав дозволува групови права, така? И таму се изредени преку 10 народи во Македонија. Само бугарите и хрватите не се. 5-6 се Добро, албанци, роми, срби, бошњаци и власи, толку се. Добро, мислам и египтјани, ѓупци има споменато. Ако тие се спомнати, зошто да нема и бугари во устав? Не го разбирам и тоа е, тука мораме да отвориме и ова прашање. Ако Македонија прими да се напише и бугари во устав, тоа прави многу јасна дистинкција измеѓу македонците и бугарите и практично затвара македонското прашање. И ако некој вели дека е македонски патриот, политичар и така натаму, би требало да прифати одма. Тоа прави разлика измеѓу бугарите и македонците. И не разбирам оваа реакција во Македонија која вели не на никој начин ова е диктат. Добро, тогаш, значи, установуваме на бугарската позиција дека македонците и бугарите се ист народ, така? Тоа се двете опции. И мислам, ова би требало да се прими одма, уште повеќе од 2001 година, кога заврши граѓанската војна во Македонија. Да, Македонија, тогашната Македонија, понуди неофицијално на Бугарија, бидејќи ќе се менува устав, да стави и бугарите внатре, тогаш Бугарија одби пред 20 и неколку години. Така да... А зошто? Зошто позицијата на Бугарија тогаш беше дека бугарите и македонците имат ист происход и се ист народ биле во минатото. И за тоа одби. А и сега е опасноста од тоа признавање на бугарите во преамбулата на Уставот на Македонија спрема многу научници од Република Македонија ќе доведе до понатамошни делби и притисоци од Бугарија дека ние сме происход на Јосип Броз Тито и дека Втората светска војна македонците до 44 година беа бугари, од 44 година после протерувањето на германците и на бугарските војски, македонците станаа преку ноќ македонци. Што не е точно, мајка ми е родена 27 година, татко ми 31, дедо ми 1890 и баба ми живеев со ними до 70 година, 74. Тие никогаш не рекоа дека се бугарски происход. Значи, тука јас гледам еден многу сериозен проблем. Премногу Бугарија, па и Македонија во последните години е фокусирана врз историјата и многу малку врз реалностите, а реалностите се тие дека, пазете сега, Северна Македонија, или Македонија да кажеме како ние у Бугарија, никој не употребува Северна, освен официјално. А само за инаат, некој кој сака да не вреѓа, тогаш употребува Да, тоа е со некои простачки, како да ви кажам, не е сериозно, у Македонија татари вие, ние тука северџани и ова е разговор измеѓу луѓе кои не се паметни, не се грамотни, не се воспитани, да кажеме така.
Друга ми беше поената. Значи, Македонија нема во моментот 2 милиона луѓе. И има многу емиграција и така натаму. Македонија е поголем економски партнер на Бугарија од Руската Федерација. Тоа сакам да се слушне и да се знае и во Бугарија и во Македонија. За Бугарија, за бугарската економија, вице верса за македонската економија, двете држави, двете земји имат одлична размена, одлична трговија. И ова мора да го негуваме, и не само да го негуваме, 220 километри од Софија до Скопје се патува за 3, некој пат и со граница 4 сата. 500 километри до Белград се патуваат за помалку време. Значи, тоа за мене е сериозен проблем. Сега пред недела дена бев во Македонија, се пушти тој новиот скоростен пат од Крива Паланка па чак до Страцин и се скратува патувањето на пол саат. Бугарија ја проектира и за неколку години ќе ја изгради магистрала од Дупница па до границата. Значи, се работат некои многу позитивни работи на поврзување. До една година ќе се отвори нов пункт Струмјани Берово и така натаму. Мораме да работиме повеќе на инфраструктура и помалку да сме фокусирани врз историјата. Очигледно е во тој момент ние не можеме да достигнеме некакви нормални разговори, нормални да завршиме ова прашање, ама ова не е чудно, бидејќи историски комисии во Европа имало многу. Да, тоа сакам да ја прашам, зошто се потребни тие историската комисија на Бугарија и Македонија? Еви, јас сум на некој начин историчар, знам како се работуваат Германија со Франција, Германија со Полска, со Чешка. Само имаме еден проблем. Да. Проблем имаме во тој дел. Кој е Македонија е единствена земја во Европа во која можеш да станеш професор по историја без меѓународни публикации. Така кажува законот на Македонија. Јас можам да си пишувам било шо, не публикувам во меѓународни списања, весници и така натаму, каде што некој може да ми направи критика и да стасам до професор. Ова го нема никаде во ниједна друга земја во Европа. И ова мора да се промени. Можеме да поканеме и трети и четврти страни во нашиот разговор, може да поканеме европски експерти и да најдеме заеднички некои моменти. А јас верувам дека има доволно многу заеднички моменти. 30% од воеводите во ВМРО, историското ВМРО, се родени на територијата на Бугарија. И отишли тие луѓе да се борат за слободата на Македонија. Така, значи имаме многу заеднички работи што можеме да ги славиме заедно. Кој се тие? Врховистите? Има... Чекајте. Ако ја познавате историјата на ВМРО, ќе ги најдете тие сите воеводи. Врховистите се мал дел и тие не учествувале никогаш реално во акциите на организацијата. Никогаш. Значи, беа паралелна организација, нели? Паралелна организација, јас борам за историското ВМРО, има повеќе воеводи родени во Бугарија. Многу се тие, може да се најдат. Тоа ти е еден добар прв чекор да најдеме. Втора работа, збориме секоја година, се збори во Бугарија, Македонија, Кирил и Методи биле македонци, биле бугари. Се извинувам, човек малку памет да има, малку да има учено историја, знае дека пред толку многу 1300 години немало нации. Значи, немало несериозно. Го поминавте вие во Бугарија, во собрание, дека се светите Кирил и Методија, дека се бугарски просветители? Ами се извинувам, ова е смешна работа. Значи, знае се некои околности околу Кирил и Методи и најбитната за мене околу нив е дека тие биле византијски службени. Владимир, знаете дека тоа помина во собрание? И нели е тоа... Немам. Да, како ова не? го имам пропуштено. Значи, тие балкански однесувања кон историјата може на европско ниво да бидат само многу смешни. Ништо повеќе. Чешка и Словачка и Полска кога се побунија заради тоа бугарите што направија таков преседан што ги дефинираа светите Кирил и Методија како бугарски просветители и се словенски понатаму.
А видите сега, измеѓу бугарски А ако просветители и одиме, бугари ако одиме има на тоа, голема разлика. во првата Балканска војна, Бугарија беше сојузник со Грција, сојузник со Србија, Црна Гора, за да е дел од Македонија. Ако Бугарија имаше население во Егејска Македонија, Пиринска и Вардарска Македонија, тогаш зошто го потпиша тој договор? А, не сум бил сведок, тогаш не сум бил роден, имам Па си добро, свој став за историјата балканските кажува, и војни. јас не бев сведок, меѓутоа читам, ги гледам, Која историја кажува? да, се тие се со факти, со слики се, кај што седнале заедно се договориле како да ги Да, протераат турците. така, тоа е И, вистина и така. и сега пленот бил Македонија. За вас е географски Македонија, поим, се меѓутоа за извинувам, нас ние сме етнички Македонија македонци. многу Македонија е дел од територијата на Османската империја што се ослободени после Балканските војни. Има полата Грција, сите Егејски острови, Јужна Бугарија, Србија, Црна Гора, Албанија и така таму. Да не кажеме дека Македонија била основна причина. Таа е дел од причините, ама многу голем број на територии били ослободени после протерувањето на турците. Така да, после Првата светска војна има Втора светска војна, после Втората светска војна има Паришки договори кои одменуваат сите договори пред тоа и завршена приказна со граници, со тој тип на размислување. Европската унија практично е проект за мир. И кога ќе ги тргнеме границите, тогаш нема да имаме никакви проблеми. А што ви Бугарија мислите? има Ветото на Бугарија како е тоа? Како го толкувате? ветото Да. како непријателски чин кон Македонија. Вето е многу тешка дипломатска мерка. Таа е последна мерка пред, не знам, да објавиш на некој војна. Значи, ветото е руска хибридна операција спрема Македонија да не биде дел од Европска унија, да не биде дел од обединетото европско семејство. И гледам сега Македонија се сврти кон Америка, таму ќе бара спас, таму ќе бара помош и така натаму. Никогаш не треба да забораваме дека Македонија е дел од Европа. И Македонија е поврзана со Европа и иднината на Македонија во Европска унија. Јас го имам кажано повеќе пати, не е македонски патриот и не е бугарски патриот, тој кој што сака по осоговој огражден да има Берлински ѕид, да градиме ѕидове место да тргнеме границата. И тоа е нашата задача како наша генерација во моментот, која е во тек, да тргнеме границите измеѓу Бугарија и Македонија, бидејќи економската размена, јас спомнав како многу сериозна, таа може да се зголеми уште повеќе. И кога животниот стандард ќе стане близок на тој што вие го уживате во Австралија, тогаш може да отвориме разговор за историјата, бидејќи ќе зборуваат релаксирани луѓе кои се чувствуваат срекни. А сега во моментот ние бедните луѓе во Бугарија и Македонија ги тераме да се мразат, пропаганда секојдневно. И што добиваме од това? Не разбирам јас. Постои ли таа омраза во Бугарија спрема македонците? Не. Тука сум категоричен, тука сум 100% ви кажувам, бугарите имат одличен однос кон Македонија, бугарите ја сакат Македонија и за жало последните неколку години покрај ветото, покрај отварањето на оваа, да речеме, Пандорина кутија, Пандорина фиока, да кажеме. Да, Пандорина кутија, добро е тоа. Добро. Се започна некои процеси на омраза, значи не смееме, не мораме вака да водиме разговорите. Јас многу често патувам до Македонија, никогаш не сам усетил некој лош однос или па напротив, Македонија може да ги доживува и да ги очекува бугарските туристи, бидејќи стандардот посебно на Софија се зголеми многу сериозно. Софија во моментот е побогат град од Атина и од
Букурешт. Така да, секоја петак, сабота и недела на границата со Србија има илјадници коли кои одат у Србија да јадат убава храна, да пијат и така натаму. Зошто овие луѓе да не доаѓаат у Македонија на вашите убавини, бидејќи Македонија се уште има одлична храна, одлични пијалоци, добра услуга у рестораните и убавини. Като почнеме од Дојран па завршиме, не знам, до Кора планина, до Бигорски манастир, тие не се добро познати и јас мислам дека Македонија треба да прави по-цврста медиумска реклама и да бара бугарски туристи, па и грчки, зашто да не. Само на тој начин ние ќе ги тргнеме бариерите и омразата измеѓу нас. Не ни носи ништо позитивно мразење и стваране проблеми од нашите политичари, а тие ги знаеме и нашите и вашите политичари имат една голема мана и таа е корупција. Тој ни е главниот проблем, а не Гоце Делчев. Јас тоа би кажал. Арамилок. Молам? Арамилок викам. Да, значи се кради, има корупција во Бугарија исто така? Пред се разбира дека има корупција во Бугарија. Значи, пред да почне емисијава, вие ми рековте 200-300 илјади македонци има во Австралија. Австралија е една одлична држава и одличен примерок на како би требало да изгледа држава. Така, значи, имам повеќе европски земји кои се добар примерок како треба да изгледа држава. И владење на правото, независно судство, независно обвинителство, кој е во функција во политика да не смее и да знае дека одма ќе оди у затвор, тоа се ни клучните прашања. Тие луѓе се неприкосновени, работаат. Точно така, тие луѓе што ги стварат проблемите измеѓу двете држави, јас тврдам дека се и корумпирани политичари. Значи, ако се одвијат некои судски процеси, истражувања и така натаму, ќе испадне дека тие одработувале за некои туги каузи. Не мораме да дозволуваме јазик на омраза да биде измеѓу два братски, два пријателски народа. Тоа е недозволиво и ви реков, луѓето си соработуваат, луѓето си работат заедно, немат никакви проблеми, уживат кога се у заедничко друштво, а на телевизија кога ќе гледаш, ќе кажеш тие утре одма почнува војна. Така, значи тука има многу голем геп, да кажеме на англиски, многу голема рука. Постои ли расположение да се укинат комисиите од бугарска страна? Договорот. Комисиите ќе си постои... Анексот на Франција, тие се многу штетни спрема македонскиот народ. Френското предлагање, тоа имате. Да. Френското предлагање кажува дека без бугари во устав Македонија не може да почне преговори. И тоа е став на сите земји членки на Европска унија, не само на французите, не само на Бугарија. Сега во моментот Скопје разговара со Брисел. И без тоа нема почнување на преговори, а тоа е една опасна игра. Ако Македонија не почне преговори сега, може да замислиме ние сега со вас и вие добро ги познавате околностите, па мислам и јас, што ќе се деси во Македонија како политички проблеми кога Албанија би станала член на Европска унија. Јас мислам тоа ќе донесе на Македонија многу сериозни проблеми и македонските политичари морат да размислуваат во иднина 5-10 години напред, не само во моментов. Ви реков, бугарскиот преглед за Македонија е одличен од ваша позиција, бидејќи прави дистинкција меѓу бугари и македонци и завршува конечно тој разговор. Бугари во Конституцијата, односно во Уставот на Северна Македонија, значи бугарите и македонците се различни народи. Јас тоа тврдам и тоа е така, имам разговарано со многу професори правници. А што ќе биде со оние 100.000 македонци кои имаат бугарски пасоши? Тие 100.000 бугари, македонци, тие 100.000 што имаат бугарски пасоши, повеќето се во Германија, да не се лажеме. Тие се во Холандија, во Германија, работат надвор и не верувам дека скоро ќе се вратат дока и не видат
држава во која владе правото. И тука е големиот проблем на Македонија и на Бугарија. Се иселуваат младите луѓе, не гледат иднина во своите држави. И ние мораме да работиме на ова, а не да збориме за Гоце Делчев. Пак ќе кажам, да ствариме добри држави во кои младите сакат да си гледат, да си ги растат своите деца, па тогаш да почнеме разговорите за историјата. Релаксирано и на пријателски начин. Ма историјата треба да остане на историчарите, а не на политичарите. Ние имаме политички и историски комисии кои, јас не се сложувам, сум апсолутно против тоа. Ние можеме да седниме како историчари помеѓу едната и другата страна, меѓутоа не да бидеме под команда на Министерството за внатрешни работи на Македонија и на Бугарија, па и на владата Точно на така. Македонија и на Бугарија. Точно така. Точно така. Даже на некој начин јас бих кажал дека овие комисии треба да бидат уште по публични, уште по јавни, уште по отворени, онлайн да им течат разговорите, па луѓето да имат можност да гледат, да слушат, да научат нешто и така натаму. Многу, значи, имам усеќање и мислам дека и Бугарија и Македонија ги пуштила најлошите своји историчари таму да се, ме разбирате, значи да ние да се имаме јака позиција, цврста, да не попуштаме, да не се најде никакво конечно решење. Што да ви кажам сега, Кирил и Методи колку се битни, за мене побитни е Охридска и Плиска и Преславска книжевна школа, што е направили вистинската наша азбука која користиме сега. Кирил и Методи создале друга сосема глаголицата, знаеме, таа и у Хрватска се користила преку некои векови. Да. Мораме релаксирано и на пријателски начин. Ја не разбирам зошто да не оставиме по едно цвете на паметникот, односно споменикот на Кирил и Методију у Рим, заеднички да не настапиме тамо и после да седнеме да си разговараме за реалните проблеми. А бидејќи тој не е реален проблем, реалните проблеми се поврзани со стандардот на живот на луѓето и фриджитерите. Да бидеме искрени. Значи, чим од Бугарија и од Македонија има толку голема емиграција, нешто не е во ред во нашите држави и тука треба да го средиме и на заеднички начин да соработуваме и да станеме богати на начин на кој останатите европски земји нашле, значи измеѓу Бугарија и Македонија нема такви проблеми кои постојат измеѓу Германија и Полска. Така? Значи само во востанието на Варшава има убиени од германците 300-400 илјади луѓе. И така натаму, и така натаму. Тие нашле начин да соработуваат и Полска уживува од немските инвестиции и се развива и во моментот е еден од новите центри на МОК во Европа. Да, така да политиката не е смешана таму, Владимир, во науката. Во тоа е разликата. На никој начин. На никој начин не. Мене ме интересира, имав слушнато како велите дека во Бугарија има скоро 2 милиони македонци кои имаат некакво потекло од Егејска Македонија по баба, по дедо, по татко. Од каде ви се тие сознанија? Секој кој познава историјата на Бугарија, после сите востанија за ослободување на Македонија, ако почнеме од Кресненско разложко, па завршиме до Илинденско востание и така натаму, стотици илјади луѓе дошле во Бугарија и тие се речиси во секој втор бугарски град има една македонска мала, така? И тие луѓе се нераскинлив дел од бугарската нација. Тоа е разликата која луѓето во Македонија не ја перцепират и не ја разбират. Значи, тие луѓе со една баба или дедо од Македонија се со бугарска свест, ама тие не загубиле никогаш врската и љубовта кон Македонија и имат одличен однос, па имат и роднини, се разбира и во Егејскиот и во Вардарскиот дел на Македонија, тие се гледат со роднини и така натаму. Македонија никогаш не побарала разговор со овие луѓе и ова мора да се промени. Добро, тие се луѓе кои имат бугарска самосвест, ама на некој начин ние сме братовчеди, ајде да не користам други зборови, и мораме да си разговараме. Не гледам ништо нити лошо, нити негативно во тој тип на разговори и на средби и на дружење и на пријателство.
Не знам, еве ќе ве прашам лично сега, не сум слушнал, меѓутоа вашето потекло има ли некаква врска со егејскиот дел на Македонија? Имам и јас една баба од Македонија, да. Од, од, Права, односно. од кое место, Владимир? Не можев да најдам, само се знае дека дошле во ова место во моја град има 50-60%, еве еден добар примерок, има преселници од Македонија, едниот дел се од Пиринска Македонија, другиот дел се од Егејска. Кој град? Така да Лерин, Костур, Воден има од разни места и села од тие градови. Така да измешани се тие, учествувале активно во градењето на новата бугарска држава. Многу интелектуалци, научници, професори, воени, генерали и така натаму биле дел од градењето на бугарската држава и ние не можеме да го заборавиме ова. Само тие стекнале на некој начин бугарска самосвест и тоа мора да се обидате вие да го разберете дека бил на некој начин натурален, природен процес, немало тогаш толку големи разлики. После Македонија дел од Југославија, Бугарија дел од лагерот на Советскиот сојуз и тука има големо влијание кај вас од србо-хрватскиот јазик, кај нас од рускиот јазик, има големо, значи, раздалечување на вие го говори. имате председателот таму кој е повеќе бугарин отколку русин отколку бугарин, Румен Радев. Господинот Радев делува како агент за руско влијание, така е, и еден голем дел од бугарите не го сакат, а да не збориме за едуцираните бугари. За нас начинот на размислување на тој човек е, меко кажано, благо кажано, непристоен, невоспитан и не европски, бидејќи Бугарија, како и Македонија, припаѓа на Европска унија и тука ние секогаш сме биле тука и ќе бидеме овде на балканскиот дел на Европа. И толку, ако на господинот Радев толку му се сака Русија, значи може после завршување на неговиот мандат како председател на Бугарија да ојде и да ужива и да си живее таму у Русија. Може, ако не му е доволно недемократска Русија, Северна Кореја или Куба, може таму да се осеќа тој човек како од дома. Тоа би кажал за господинот Радев. Јас на крајот уште еднаш ќе ве вратам назад околу македонците од егејскиот дел на Македонија. Бидејќи еве вие самите спомнавте дека има голем број по потекло од егејска Македонија, можеби 2 милиони, можеби помалку или повеќе, не се знае, но сметате ли вие дека тој народ може да биде на добра врска помеѓу македонците од Република Македонија и тие кои се во Бугарија? Апсолутно. И тоа може да тие процеси да се зацврстат кога нема да има граница и луѓето слободно ќе патуват. Еве сега ви спомнав, чекаме да се отвори граничен премин измеѓу Берово и Струмјани, значи Малешевијата да се отвори, да може луѓето да патуват, да се уживат. Берово има, например, такви убајени езеро, тамо шумите беровски, убава храна, беровско сирење. Хотелите. Да, значи само на тој начин луѓето може да тргнеме омраза и да си уживаме како пријатели, како братучеди на некој одличен европски начин и да не ги слушаме толку многу, како крај на мојот разговор, да не ги слушаме толку многу тие гласни политичари по телевизиите што си барат своја агенда и своји намери и изгледа за сега не размислуваат толку многу за обични луѓе, како живеат, како се осеќаат, на кој начин си ги чуваат децата. Така да помалку телевизија, повеќе едукација и читање на книги, како што спомнав, нека историската комисија да биде јавна, да онлайн да може да се прати од секој што го интересира историја. Само тој е начинот за подобрување на односите, тргане на границата
и конечно пријателство измеѓу Бугарија и Македонија. Да, благодарам многу, Владимир, тоа би било Ви така, благодарам и јас. како што рековте вие во една прилика ве слушнав вашата буџетска влада, веројатно и во Македонија е буџетска влада, кога тие буџетски влади би станале влади на вистина за доброто на луѓето, на народите, тогаш ќе има добро соседство и ќе има добра соработка. Еве, вие самите тврдите дека не сте имале некаков инцидент во Република Македонија со ниту еден. Нити па некој од Македонија ќе има инцидент во Бугарија, ќе ужива, ќе го посрещнат. Значи, првите зборови кои ќе слушне некој од Македонија е добро, дојден братко кај нас. Значи, тоа е односот на обичен просечен бугарин кон некој од Македонија и луѓето. Само едно последна работа да кажам за политичарите. Вучич до пред еден месец беше толку бетон. Значи, никој не мислеше дека Вучич нешто ќе му се деси. Еве, протестите во Србија покажуваат и на вашите, и на нашите политичари дека младите луѓе на Балканот во нашите земји не сакат да живеат повеќе во корумпирани и неправни држави. Толку под ова прашање, мислам, овие процеси ќе се одвиват и во нашите простори. Добро, ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе останеме во контакт и ќе продолжиме с интервјуа понатаму во зависност од настаните како ќе се случуваат во иднина. Така, поздрав до сите во Австралија. Благодарам, пријатно.